Што се однесува до мојата тема, денес ја насловив "Не срами се". И насловот ме потсеќа, сакал некил, на моето детство и младост, да кажеме. Да ме познававте тогаш, немаше да кажете дека ова е Борче. Си речев, тоа е некој друг. Срамежлив, повлечен, само книгата пред него на школа, дома, со другарите и така натака. Со другарите во мало, да кажеме, повеќе. Но како и да е, не станува збор за такво нешто во темата. Ке читаме стихови кои што ни беа од неодамна утренски стихови. Некако утренските стихови во последно време ме мотивираат да размислувам, а секако и вас, верувам, кои што ги следите, ги читате, го започнувате можеби денот со нив, како што и треба, нели, затоа се утренски. Во Матеј 10 глава, два стиха се 32 и 33. И стиховите гласат вака, значи Матеј 10, 32, 33. И така секој кој ме признава мене, вели Исус, значи говори Исус, секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признавам и јас, признавам и јас него пред мојот татко кој е во небесето. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот татко кој е во небесата. И веднаш да кажеме, целиот овој пасус и овие конкретно два стиха, кои што ни се предмет на проучување, зборуваат за вистинскиот следбеник Христов и за оној кој што не е вистински. Нас повеќе не интересира вистинскиот следбеник, иако можеме да се поучиме и од оној другиот, меѓутоа вистинскиот следбеник, овие стихови сака да кажат дека ќе го признае Господа без оглед на околностите. Лесно е да бидете на Божја страна, лесно е да бидете со Божјата црква, со оние кои што го признаваат Господа, кога е лесно, да кажеме, кога е мирнодопско време, така да се изразам. Но малку поинаку е во поинакви околности. Ние барем очекуваме времења какви што еве се опишуваат во поширокиот контекст на овој текст, па еве да читаме во Матеј 10 глава 16 стих, да видиме што се овде ни е кажано. Еве имавме поука за вистинскиот пастир, за пастирот од 23 глава од Псалмите. Овде вели во 16 стих: "Ете јас, пастирот, не праќа како овци меѓу волци. Затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулаби." Ова самото по себе на старт е предизвик. Значи, вие како овца треба да сведочите, да го признаете пастирот меѓу волци. Чувајте се од луѓето, вели 17 стих, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бичуваат во своите синагоги. Ќе ви изведуваат пред управителите и царевите заради мене, за сведоштво на нив и на народите. А кога ќе ве предадат, не грижите се како или што ќе зборувате, зашто во оној час ви е дадено што треба да кажете, зашто не сте вие кои што ќе зборувате, туку духот на вашиот татко кој зборува во вас. Потоа вели, а братот ќе го предаде брата си на смрт и таткото детето, и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. И ќе бидете намразени од сите заради моето име, но кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Кога ќе ве гонат во градов, бегајте во друг. 24-тиот. Ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот господар. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекуваат Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Затоа не бојте се од нив, сега е овој дел кој што храбри, кај што Исус ги храбри учениците, не бојте се од нив, зашто нема ништо покриено што не ќе се открие, ниту сокриено што не ќе се дознае. Божите непријатели многу често
делуваат сокриено, тајно. Меѓутоа, ништо нема да остане необелоденето. И онака Господ гледа се, меѓутоа, ќе обелодени пред другите кога ќе дојде време. И не бојте се од оние што ги убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеклот. И потоа вели, укажува на тоа колкава е нашата вредност, зошто не треба се плашиме, како Господ гледа на нас и колку невредно, вели, нели се продаваат 2 врапчиња за асари, за најситната паричка што постоела. Па ниедно од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко. Она што е најбезвредно, сепак Господ се грижи и за тоа, а вам ви се изброени дури и влакната на главата. И така не бојте се, вие сте поскапи од многу врапчиња. Го гледаме контекстот. Гледаме ситуации настани каде што не е баш едноставно да застанете и да го одбраните Бога. Или како што велеа стиховите, да го признаете пред луѓето. Гледаме дека вистинскиот следбеник, овде во претходните стихови што ги читавме, сака да биде како учителот, да ги дели неговите цели, неговите идеи, стилот негов на живот и така натаму. И колку повеќе стануваме, наликуваме на него, ќе бидеме исто третирани како и тој самиот. Го нарекува Велзевул. Велеа дека ги истерува демоните со сатанска сила, што е самото по себе нелогично. Беше лошо третирани неговите домашни. Колку повеќе личиш на него, толку повеќе ќе најдеш на противење во светот. Ние сме како овци меѓу волци, како што прочитавме. Патот е тесен, патот не е лесен. Еве видовме од псалмот. Низ какви се долини човек поминува, иако тоа е патот на праведност, како што вели, меѓутоа има и успони и падови, како што и брат Зоран истакна. Но вистинскиот следбеник не треба да се плаши. Не бојте се од нив, што велеше 26 стих, зашто нема ништо покриено што не ќе се открие, ниту сокриено што не ќе се дознае. И не бојте се од оние кои го убиваат телото, а душата не може да ја убијат, туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеклот. Денес живееме се уште во мирни времења, иако ова е веројатно затишки пред бура, и прашање е колку ние денес го признаваме јавно нашиот Бог. Дали ни е срам, може би? Видите, може и по природа да бидете срамежливи, ама ако сте го искусили Господа во својот живот, ако сте осетиле колку тој е добар и ако сте ги почувствувале обилните негови благослови, тогаш нема да можете да молчите. Ке гледате прилика, ке се молите кој треба да ви даде и сила. Значи, потребно е и да не се срамите, но и да не се плашите. А тоа ќе го добиеме од Духот Свети, ако се молиме за тоа секако. Господ е тука, Господ еве не охрабрува да не се плашиме. Иако може би си имаме работа со волци, со не знам какви зверки. Тек доаѓаат времења кога навистина ќе биде многу потешко. И денес е времето кога треба да се спремиме. Денес ако го признаваме, ќе биде многу полесно тоа да го сториме утре, секако. Паралелен текст кој што се наоѓа во Лука, во 9 глава 26 стих, вели вака, веќе и спомнавме, срам, зашто кој се срами од мене и од моите зборови, значи Лука 9:26, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во својата слава и во славата на таткото и на светите ангели. Како вие, така и тој. А што вели Павле во Римјаните 1:16? Зашто јас не се срамам од Евангелието, затоа што тоа е сила Божја за спасение на секој кој што верува. Прво за јудеецот, а потоа и за гркот. Па Евангелието е радосна вест
вест за спасение, вест за решение за најголемите проблеми човечки, за кои што нема никој решение, за гревот и за смртта. Павле ја искусил таа Божја сила и затоа и го запишал ова. Сега, што значи да го признаам Христа? Дали е тоа само вербално? Да читаме во Римјаните 10 глава, од 9 до 11, кој ќе се сетам на тие први денови која поверувавме, па ни беше тешко дури и вербално да признаеме кои сме и што сме, па се сеќавате сум ви кажувал, ќе не качеше автостоп, чекавме на Овче поле и ќе не качеше некој, било за Велес, било за Штип, кај ќе одите на гости, вамо таму, се снаоѓате. Никако да спомнете на црква, па која црква, па ќе ве прашуваат сега, па така натака, па да избегнете некои непријатности. Видите што вели Римјаните 10 глава од 9 до 11. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Што забележуваме? Тоа што го забележуваме од 9-тиот го објаснува во 10-тиот стих Павле, зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. И додава во 11 стих, зашто писмото вели секој кој верува во него нема да се засрами. Значи, со срцето се верува, а со устата се исповеда. Она што ти е на срце, во срце, тоа ќе ти биде и на уста. Но, може би не е секојаш така, затоа што ние сме може би силни на уста, силни на зборови, ама она другото недостасува. Значи, со устата се исповеда, меѓутоа со срцето се верува. Не е доволно признавањето само со уста. Или пак ние, како што кажа, сме најчесто силни токму на уста. Прво Јованово 3 глава, овие често пати знам да ги цитирам стихови, меѓутоа се многу јасни и едноставни за сваќање. Прво Јованово 3 глава од 18 до 21 стиховите гласат: дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазик, туку во дело и вистина. По тоа ќе познаеме дека сме од вистината, па ќе ги увериме своите срца пред Него. Потоа 21 стих вели: возлюбени, ако срцето не осудува, имаме смелост пред Бога. Ако имаме смелост пред Бога, ќе имаме смелост и пред секој друг и пред се друго. Ако срцето ни е очистено, ако всушност Светиот Дух пребива во него, ако срцето наше му припаѓа на Бога, ако тој живее во нас, тога сме искусиле Божјата сила, односно силата на Духот Свети, и нити има срам, нити има страф. И тогаш нема да и јазикот и зборовите ќе бидат силни, затоа што тоа доаѓа од срцето. Или еве Римјаните 8 глава, 4 стих, 14 се извинувам и 15 стих. Римјаните 8, 14 и 15. Сите оние кои ги води Божиот Дух, тие се Божи синови. Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, Татко. Значи, примајќи го Духот Свети. Нема повеќе страв. Не сме примиле дух на робство, туку Духот Свети не ослободил. Во слободата нема страв. И ако треба некогаш и јавно да настапиме, да одбраниме нешто, Господ ќе ни даде сила за тоа. Не знам дали сте слушнале, не знам, неприметно некако помина некоја, имало геј парада пред некои 2-3 недели во Скопје, меѓутоа сега се очекува, не знам кога, дали на есен, во Белград да се прави голема европска геј парада, каде што ќе учествуваат над 150.000 учесници. И тоа ќе трае, веројатно, со недели, како што јас разбрав, ќе сакаат да делуваат во
сите обштествени, значи, на сите обштествени делови. По училишта слушнав нешто ќе се одело, не знам какво се влијание ќе се сакаат да постигнат и дали сето тоа ќе биде одобрено од српските власти, што и како ќе биде, или од црквата како ќе реагира. Тоа се моменти кога треба да се реагира, дури велеа, еве сега ќе дојдат и ќе ни ги донесат оние сипаниците мајмунски. Нова криза, нови болести и страдања. Како и да е, тие се силни, тие се горди, тие испаѓаат јавно да го прикажат, да ги прикажат своите идеи. Ние такви моменти не треба да испуштаме. Јас не знам, ја не ни разбрав кога била таа гей парада овде, се сеќавам на претходната, излеговме на онаа, имаше во исти ден на парада на семејството, така да кажам, значи предводени од Православна црква и други верски заедници беа. Тогаш бевме, некои од нас излеговме, или еве кога беше протестот за околу слободата на избор. Значи, во такви некои ситуации, кога јавно треба да се настапи, треба да настапиме. Не треба воопшто да се плашиме. Јас се сеќавам точно баш на тој протест, првиот кога беше за слободата на избор, кога излегува, не знам, може би имаше едно 10 на 15 илјади, потоа се исплашија, веројатно, па го растурија. Дрон се снимаше. Точно се сеќавам како застана вака над мене, и јас онака, снимај. Снимај слободно. Нека снимаат. Немој да мислите дека немаат во списоците таму. Јас се сеќавам уште во Свети Николе таму, кога се собиравме во онаа просторија и отидов, не знам по која причина беше, за лична карта, не знам зашто, во матично, во полиција беше тогаш, и овој матичерот што е, ние ве знаеме сите, знаеме и кај се собирате, и што, и како, и какви дејности имате, со што се бавите, што правите, и така натаму, и така натаму. Океј, ние не се криеме. Имено него примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој ме татко. Со силата на духот сведочиме за Христа и го признаваме како свој Бог, свој татко. Така сведочили и мучениците низ вековите, со силата на Духот Свети. Но ако се срамиме и плашиме да говориме за него, тогаш треба да си ја преиспитаме верата, затоа што видовте, нели, од верата, од срцето произлегува тоа. Ако веќе и толку се срамиме да проговориме за Господа, тогаш навистина нешто не е во ред со срцето. Не само на уста, Петар бил силен на уста, еве ќе спомнеме Петар како пример. Бил силен на уста, сеќавате. Сите да се соблазнат, сите да те остават. Ја нема, никогаш. Но знаеме што се случува. Исус му вели тамо во Матеј 26:34, вистина ти велам уште ноќеска 3 пати ќе се одречеш од мене пред да пропее петел. Петар му вели, ако треба и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. Така рекоа и сите ученици. Не само Петар. Петар е секојаш предводникот. И тој се држал едно време, дури се обидел тамо да го брани Христа, сегавате, кога му го отсекол увото на Малх, на оној слуга. Но, откако Исус дозволил да биде фатен и потоа следните сцени, ќе пропее петелот и Петар се губи. Петар го нема никаде. Не смее да признае, нешто не смее да признае, туку се заколнал дека не е со него, нема врска со него. Но делувал Духот Свети врз него и тој се покајал. Совеста се разбудила кај него. Или до Тимотеј, зборови упатени од Павле до Тимотеј, знаете, она младо момче. Павле е во затвор, значи сега доаѓаат тешки времења, нашите ги ставаат во затвор. А ова младо момче, Тимотеј, што вели? Што му вели Павле во 2 Тимотеј, 1 глава, 7 и 8 стих? Зашто Бог не ни даде дух на страшливост, му ги повторува оние зборови од римјаните, туку дух на сила, љубов и себе владење. 8 стих, и така не се срамувај од сведоштвото за нашиот Господ и од мене, затвореникот за него.
туку страда и ти со мене за Евангелието според силата на Бога. Немој да се срамиш од сведоштвото. Немој да се срамиш од мене, затвореник за него. Дали ние го признаваме Исуса? Затоа што стикот вели и така секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признаам и јас него пред мојот татко кој е во небесата. Секако крштевањето како чин е јавно признавање. Еден начин на признавање пред луѓето. И гледате што вели стикот, значи ќе дојде ден кога Господ јавно ќе признае пред целата вселена дека ние сме негови. Колку убав момент ќе биде тоа. Меѓутоа, ако ние го признаваме, него јавно. 33 стих уште, значи, по-сериозен, да го повториме, ако ќе се одрече од мене пред луѓето, јас ќе се одречем од него пред мојот татко кој е во небесата. Го земавме Петар. Петар се одрекол, но сепак се покајал, фала на Бога. И овде не се однесува само на оние кои што отворено не го признаваат, туку кои се, како да кажеме, негови, но ќе се одречат под тешки околности. Може би ќе речете, ќе молчам, но некојаш молчењето, да ја одбраниме вистината, со молчењето всушност се одрекуваме од Господа исто така. Кога имаме можност да ја одбраниме вистината, а молчеме. Се одрекуваме и на многу други начини во животот. Се одрекуваме со начинот на живење, не живеејќи според стандардите на христијанството. Овие стихови во Матеј 7 глава, кои што често пати ги цитираме 21 до 23, како да се оддек, како да се преслика на овој стих, конкретно 33 од Матеј 10 глава. Значи Матеј 7, 21 до 23 се подсетиме на овие стихови. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оно кој ја врши волята на мојот татко кој е во небесата. И сега вели, мнозина ќе ми речат во оној ден, значи мнозина ќе дојдат и ќе речат Господи, Господи, па не пророкувавме ли во Твое име, не изгонувавме ли бесови во Твое име, не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ме познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Што забележуваме овде? Забележуваме многу дела, многу работа, се фалат со работа, со дела, но од погрешни побуди. Прво, тие се беззаконици, Исус ги ословува како беззаконици. Значи, не можеме да се искупиме за своите гревови со тоа што ќе работиме за Бога. Такво нешто Евангелието не познава. Треба да се покаете за своите гревови. Или пак од погрешни побуди, во смисол ќе одам, ќе проповедам, ќе правам се што ќе правам, пак за некоја своја лична корист, можеби. А не заради спасение на душите. И тука може да има и други погрешни побуди и така натаму. И секоја сме кај погрешни, кај вистински побуди, повторно сакал, не икел, ја веќе 2-3 месеци, не знам колку време, повторно мислам на Марија Магдалена. Повторно влегува во преден кадар на некој начин. Од каде онаа сила кај неа да биде секојаш покрај Исуса, кога сите се соблазнали и го напуштиле? Од каде онаа храброст да сведочи за него, да го признае пред луѓето? И тоа без оглед на сите противења што ги имала. Сеќавате во каква ситуација била уште во домот на Симон таму. Меѓутоа, како што истакнавме претходните патишта, жива вера имала, која што работи преку љубовта. Светиот Дух бил тој кој што и дал сила. И не го признавала Исуса само со уста, патем, всушност да кажеме дека во домот на Симон таа не изговорила ни еден збор. Се што направило било она големо дело. Видите, некогаш многу е помокно сведоштво, не некогаш, тоа е најчесто секогаш, помокно сведоштво е делото, вашиот живот, оно што го правите, отколку оно што ќе го кажете. Не марела за последиците воопшто, марела само за тоа и било битно само тоа да му возврати на Исуса со љубов. И додека Петар се одрекува и останатите се разбегале, а Исус виси на крстот, таа е тука покрај крстот.
Во најголемата криза таа е тука. Таа е прва и на гробот, како што кажувме, нели, доека учениците во страв се заклучиле таму во горната соба. Чи лесно е да го признаеме Христа во денешно време, меѓутоа како ќе биде следните денови, кога ќе дојде кризата. Од овој случај со Марија гледаме дека го признаваме Исуса и правејќи добри дела. А добрите дела се делата на љубовта, делата на духот всушност. Плод на духот. Кога живееме всушност како што живееше тој. И она што го правиме затоа што Исус живее во нас. И уште еднаш, и така секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признам и јас него пред мојот татко кој е во небесата. А кој се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречем од него пред мојот татко кој е во небесата. Ова е најважниот избор за нас, за мене, за сите вас. Дали сме на негова страна? Господ е тука, пазите, внимавајте. Случајот со Петар не го кажува тоа. Значи, како постапил Исус кон Петар? Петар се одрекол од Исуса. Но како дошло до негово покаяние? Значи, има моменти кога сме слаби, навистина. Ние да бидеме реални, прашање е колку сме водени од Духот Свети. Често пати ни е страв, може би и се срамиме. И еве Петар се нашол во една таква ситуација, храбар, одеднаш паднала, исчезнала неговата храброст, веројатно била таа негова човечка храброст до некој момент. Потоа исчезнал, го немало никаде. Со заклетва се откажал, се одрекол од Исуса. И видите што се случува. Тој е еден погледот кога им се пресретнал, Исус него прекорил со поглед. Што гледаме во Копнежа на вековите? Додека понижувачките заклетви уште биле на устните на Петар, значи се откажувал вербално и од срце. И кукуригањето на Петар се уште се одгласувало во неговите уши, Спасителот се свртел од намрштените судии и погледнал директно во својот кутар ученик. Колку често пати ние сме такви кутри. Истовремено Петар го насушил погледот кон својот учител. На тоа благо лице, че Исус не е бил намрштен, луд или не знам што. Благ, сосема благ. На тоа благо лице читал длабоко сожалување и болка, но на него немало никаква лутина. Изгледот на тоа бледо, измачено лице, на тие треперливи усни, тој поглед, полн со сожалување и проштевање, го проболе неговото срце како со стрела и совеста се разбудила. И Петар се покаял. Петар потоа плаче за тоа што го сторил. Петар е добриот пример. Меѓутоа имаме и лоши примери. Го имаме Јуда од друга страна. Да не даде Господ да бидеме од 33 стих, туку од 32, Матеј 10:32. Но за тоа е потребно целосна преданост, вера, денес да го градиме нашето спасение, затоа што утре навистина доаѓаат тешки денови, кога ќе бидеме притиснати од се и се што и ќе биде тешко да застанеме и да кажеме јас сум Божи следбеник. И така натаму. Господ нека ни помогне. И денес веќе чувствуваме тешки денови. Гледате што се случува околу нас, значи забајле зборов со брат Раде и сестра Сенета. Ова сонце што пржи, ова пржи, навистина пржи. Цвекињата за 2 дена видите што стана, иако нели тоа се зимски цвекиња, меѓутоа за 2 дена што стана. Да не ви кажувам таму по Штип што се случува, како се сушат дрвца. Ова е пржење, ова не е нити пак степените што ги кажуваат се вистински, тоа не верувам. Че многу пожешко е од тоа што они кажуваат, но како и да е, се оди во тој правец, времето се наближува. Гледате што се зголемуваат бројките на корона среде лето. Значи, не пропаднал тој проект, се уште. Доаѓа есен, кој знае што не се спрема тогаш, каква криза. Меѓутоа, Господ е пастир наш, мој и ваш. Ако дозволиме тој да не води,
по таквите патики, какви и да се, тој оди напред, ние по него, нема ништо да не недостига. Нека му е слава нему. Амин.